love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. Да, Гого ми вели, не траеше оваа борба многу долго. Имавте можности да видите како заврши, се разбира во корист на нашиот Горијан Славевски. Или во Америка, барем и од оние видеа кои што имав можност да ги погледнам, го нарекуваат и го препознаваат како Гого или Го-Го, ти велат Го-Го, Гого боксер, или мојот драг гостин во продолжение, професионалниот боксер од Македонија, кој што веќе со години наназад функционира, работи, живе и претпоставувам заработува можеби токму од оваа професија. Тоа е боксот. Гого, добре ни дојде во утринската. Здраве, најдов. Како си представа, вака ми делуваш уморно, веројатно периодов тука во Македонија си малку можеби на одмор, а малку на рехабилитација или? Да, и на двете. И на двете? Да. Што значи тоа, што те очекува наредниот период или од што се одмараш додека си во Скопје? Ова беше всушност и последната борба која што ја погледнавме. Може малку за гледачите да доловиме за што стануваше збор, кога се случуваше, кој овој противник кој што успеа успешно да го елиминираш за помалку од 90 секунди? Па ова беше дисциплина со голи раце. Не се работи за профи бокс, туку малку е по-брутален спорт и едноставно се префрлив малку во таа гранка затоа што е поатрактивно, поадреналински спорт е и можеби повеќе се пронаоѓаш. Да, дефинитивно повеќе се пронаоѓам, ми одговара и стилистички и карактерно. Добра, кој беше противникот, кога го елиминираше? Джастин Стилс, некој си. Некој си. Да. Не битен некој. Да, претпоставувам очекувано или неочекувано да победиш за толку краток временски период? Па јас не идам на нокаут кога станува збор за тактиката на борбата и не очекувам да се случи било каква, знаеш, сцена некоја си. Дали било очекувано? Очекував да тргне он на мене и очекував да има блиска борба и да биде проследена со многу насилство, да не речам. Се случи тоа што се случи, он тргна и заврши така како што заврши. Така како што заврши, да. Гого, што значи една сезона за тебе во Америка, затоа што ти си професионалец кога станува збор нели за овој спорт и те велиш и после ние пред малку евоциравме некои спомени, меѓутоа горе-долу 8 години се во прашање како си ти веќе така во Америка и работиш на сето ова, се надградуваш. Што значи за тебе веќе професионалната кариера? Постојано си со тренинзи, така? Постојано се подготвуваш за некој следен меч? Да. Каков е интензитетот на тренинзи во текот на денот? Како ти изгледа животот во Америка, ако можеш вака накусот да ни доловиш? Па да, тоа е веќе начин. Со кој тренер работиш? Тоа е веќе начин на живот и се станува на сабајле и на тренинг. После, значи, деновите ми се 2 до 3 тренинга. Во денот? Да, во денот. Цело време сум околу тоа фокусиран, храната, тајминзите и сите тие работи се поврзани со тоа? Околу тренинзите и околу надпреварите и на тоа е сведен фокусот. Се друго е само... Со кој тренер работиш во моментов, кој временски период можеби е тој дел од твојата професионална кариера и дали можеби тој има влијание за тоа до каде што си сега дојден? Па не знам дали ќе значи името, не е некој голем тренер, он се вика Рајан. Во Форт Лаудердейл тренираме и тоа е, преприемите така се одвиваат секојдневно, нели навечер трчам, мора да правиш и тренинзи од индивидуален карактер, да не очекуваш од тренерот постојано. Така. Да, мора да си има дисциплина. Мора, значи, постојано да си, односно максимално да си посветен на ова што го работиш, за да нели има и успеси. Каде беше оваа борба која што си уште ја гледаме? Каде се одржуваше? Ова беше во Мајами или поточно во Холивуд. Тоа е на 10 минути од Мајами. Беше во рамки на некој турнир беше или како? Значи ова беше голем евент во Hard Rock хотелот, што
не сум излегол пред толку публика до сега и За колкав број на публика станува збор во ова? Па не знам, само видов многу луѓе и се трудев да не ја гледам публиката. Ти влијае тоа некогаш на деконцентрација, на дефокус или Па да, или ти си тој кој што си во рингот, нели? Па не, додека бевме во соблекувална, кога видов на телевизорот колку луѓе има и малце се створи, нели, анксиозност, притисок, не сакаш да бидеш посрамотен пред толку луѓе, сите сакаме да имаме најдобри перформанси. Испадна најдоброто сценарио што може да постои, добив дури и нокаут на вечерта, што значи дека бев најатрактивната борба на вечерта и многу ми значеше тоа затоа што во таква голема организација да се пробијам и да бидам од толку мала држава, да дојдам до најголемата организација, да бидам на толку светски медиуми, ми значи многу. Како не, тоа значи веројатно и за нашата земја. Не знам колку имаш поддршката од тука, од институциите. Веројатно со годините и со сето она што го постигна изминативе години, можеби имаме некои чекори нанапред. Велиш, не сакав да бидам посрамотен. Дали како ги доживуваш поразите, затоа што и поразите се дел од спортот и од сите овие борби, некогаш ќе победиш, некогаш ќе изгубиш. Колку психички ти влијаат или можеби те мотивираат дополнително за следната борба да ти секој пат го даваш максимумот, меѓутоа да бидеш нели се подобар? Не можам да се пофалам, уште го немам усовршено тоа справувањето многу тешко со поразите, затоа што е индивидуален спорт и се зависи од тебе, да. Во фудбалот или во кошарката секогаш можеш да обвиниш некој друг, изгубивме заради него или заради тренерот. Овде колку ќе вложиш, толку ќе добиеш. И некогаш ауткамот нели не е најдобар и тешко е, не можам да кажам дека е лесно. Психички ми е многу тешко. И како се поравуваш, Гого? Продолжуваш. Пак со тренинзи? Да, пак со тренинзи, стануваш, се тресеш и продолжуваш. Одиш понатака, животот продолжува понатака. Да. Велиш, барем и по долгите снимки кои што кружа и по медиумите и по социјалните медиуми се гледа вистински делириуми во публика и многу, велиш, ја доби наградата, така тоа е нокаут на настанот или на, како се изрази? Па бонус добив како нокаут на вечерта, да. На вечерта. Точно, убаво се изрази. Колку претпоставувам дека добивш поголем број на фанови и твои следбеници од самата оваа вечер, но колку луѓето таму во Мајами, генерално во Америка, колку те почитуваат како професионален боксер? Има голема поддршка. Затоа што верувам дека овој спорт е многу попопуларен на тоа тло. Да. Сега станува се повеќе и повеќе се издига овој спорт и добивам голема поддршка од повеќе земји, што многу ме чуди, не сум го оседил тоа до сега. Добивам поддршка од нашите македонци од диаспората и од овде, од нашиот народ. Спонзори, морам да ги поздравам, нели, MG колектив и Рафа Транс многу ми помогнаа за оваа борба со припремите и сите тие работи. Голема е поддршката, многу македонци ми дојдоа на овој настан. Не очекував толку. На кој настан, на оваа борба? Да, на оваа борба имаше многу македонци, ме зачуди и на наредна сигурен сум дека ќе има уште повеќе. Ми значи, не можам да кажам дека не ми значи, затоа што ние на еден начин сме модерни гладиатори и сакаме да ја задоволиме публиката, ние за публиката се бориме. И кога ќе видам наши луѓе во публика, многу ми значи едноставно. Дополнителна и мотивација. Многу луѓе пратеа од Македонија, иако бевме, нели сме временската разлика, седеа будни, моите најблиски другари и многу други луѓе се останаа будни само за да ја гледаат борбата. И многу ми значи тоа. Да.
Велиш, во моментов си на некоја рехабилитација тука во нашата земја, сепак од оваа борба не излезе целосно здрав на некој начин. Си имаш и некои последици, меѓутоа не е ништо страшно, така? Ништо страшно, да, фала на Господ. Тоа значи дека интензивно продолжуваш со тренинзите и тука, додека си во Македонија, така? Кога се враќаш за Америка? Да заздравам целосно и ќе се вратам, се надевам средина на август, ќе останам овде. Пропуштам многу фамилиарни моменти низ годините и сакам да надокнадам малку со тоа што поголем временски период поминувам сега нели овде и сакам малце да бидам по-фамилиарен и по-другарски настроен, да не биде се кариера и да ги запазам, знаеш, правите вредности и правите моменти, зашто ми фалат. Да, верувам. Веќе 8 години си во Америка. Јас, подготвувајќи се за ова интервју, најдов на некои твои изјави во 2015 година, веројатно на самите почетоци кога си заминувал за Америка. Велиш, ќе успеам во САД, за сиромашните пораснати со лепи ајвар. Таква некоја твоја изјава има, меѓутоа ова сакав чисто да го насочиме во насока на тоа дека може би целосно ја немаше поддршката на самите почетоци и од нашата земја зборувам. Меѓутоа може би длабоко во себе веруваш и знаеше дека ова го сакаш и дека тоа е спортот за кој што вреди и ти да се бориш и дека ќе успееш еден ден. И еве после толку години ги гледаме успесите, а веројатно допрва доаѓаат уште поголеми успеси. Да, сакав да докажам дека не е битно на каква исхрана си растен, не дека сум бил премногу сиромашен и така, ова е генералната слика за нашата земја. Ама, да, 80% сме растеле на иста исхрана и дека од ова поднебје има квалитет и дека можеме да се покажеме во светот без разлика на тоа што ни е пружено, какви шанси, нели, без нутриционисти и сите тие работи, дека нашата волја и дека силната желба веројатно на крајот победува, дефинитивно, упорност. Така, Гого, после толку години веројатно имаш и професионален тим кој што работи со тебе, освен тренерот, тебе спомена нутриционисти, можеби немаш нутриционист, меѓутоа какава е екипата која што секојдневно функционира со тебе и нели за тебе, затоа што ти на некој начин си нели брендот кој што го градите сите вие таму на другиот крај на светот. Да, па има повеќе луѓе заангажирано. Во даден момент дури имав и тренер по спиење, што многу смешно ми звучеше на почетокот, ја кога кажав дека имам проблеми со спиењето, они ми рекоа ќе ти дадеме тренер за спиење, ја мислев дека така ги викаат тапчињата, као тренер за спиење. И после сватив дека толку идат во детали за да се постигне успех на целосно од тимот, што се спремни да, нели, да се осознаат сите хормони, што кој каде е проблемот, расположението во текот на денот и сите тие работи, дефинитивно ангажманот на целиот тим е голем. Веќе немаш проблеми со спиењето? Или уште работиш со тренерот за спиење? Имам некогаш, ама тоа е од анксиозност и од причини што можам да ги препознавам. Така, од сите работи што веројатно го прават животот живот. Да. Гого, и тука си активен, така од она што барем што успеав да го дознаме дека си одржуваш и тука тренинзи, тренираш ти, тренираш други луѓе, колку има интерес можеби од времето кога некогаш ја напушти Македонија до денес, има ли поголем интерес за овој спорт? Веројатно затоа што ти спомена, вие сте модерни гладиатори, меѓутоа вие сте еден вид амбасадори на нашата земја и верувам дека си мотивирал многумина да започнат овој спорт. Многу ми е мило кога ќе видам млади деца дека сум им инспирација, дека сакаат да почнат со било каков комбат спорт или било каков спорт. Ми значи има голема како да кажам не побарувачка интерес има голем во последно време, сакаат многу луѓе да тренираат и држам тренинзи во палестра, во Eastgate Mall. Кој сака може таму да те најде? Да, таму може да ме најдат, тренирам таму. Ми значи многу. Да, значи во време кога си со повреда мораш темпото да го одржуваш, така да бидеш активен со тренизите колку што ти дозволува да речам повредите.
Па да, и со оглед на тоа дека сум заљубен во храна, морам да тренирам постојано затоа што јадеш. Иначе ќе преминам во 4 категории нагоре. Гого, пред самиот крај спомена некаде крајот на август, веројатно почеток на септември, повторно се враќаш во Америка. Каде си лоциран со живење? Јас сум номад у принцип, ама сега сум во Мајами. Сега си во Мајами? Иначе живеев и во Чикаго 6 години, знам и таму да ги правам припремите. Зимава таму бев околу 4 или 5 месеци. Таму се одвиваа одредени припреми, така да сега сум во Мајами. Сега си во Мајами и се враќаш во Мајами, меѓутоа те чека следно нешто, така? Што е она за што после повредата се подготвуваш и психички и физички? Слушнав дека некој ме предизвикал таму на микрофон во Монтана и ќе идам да видиш кој е тој, да видам кој е тој, да завршам работа и ќе се вратам повторно овде да прославиме за борбата. Да, се надевам дека ќе биде така и се надевам дека многу македонци ќе те гледаат и во нокните часови тука кај нас заради таа временска разлика, но се надевам дека таа поддршка која што ја имаш и ќе ја имаш во се поголем број ќе стигнува до тебе. Фала многу, се надевам и ја исто. Гого, фала ти многу за интервјуто и навистина ти посакувам многу успеси. Се видовме нели на почетоците од твојата кариера. Да. Сега си некако во екот, јас верувам дека дополнително доаѓаат уште успешни моменти, да не заборавиш. Нема никогаш.